Добра вечер. Дојдовме до буквата Н. Несрекна буква. Несрекна колку и несрекна љубов, несрекно семејство, или како што вели големиот Толстој, сите срекни семејства личат едно на друго, а секој несрекно е несрекно на свој начин. Некако некрофилија, некако нимфоманија, невротичен избор на партнер, нарцисоидност која во мала доза може да е препорачлива. Тема на вечерашната емисија е насилството, семено насилство, сексуално насилство, настраност, педофилија, детска порнографија, детска проституција. Сериозна тема со многу сериозни гости. Вечера со нас магистар Крсте Маљановски, директор на Центарот за социјална работа. Директор е, колку и да сакаме да носиме розови очила, да го шминкаме нашето секојдневие, сепак социјалниот немир, социјалната несигурност е во експанзија. Имате раце полни работа. Центарот за социјална работа секогаш има работа. За жал. Што помалку работа има центарот, тоа значи дека нешто подобро се случува во сите нива на општеството. За жал имате право. В последно време темата за која разговараме и ќе прозбориме е една од темите која е многу експлоатирана во јавноста и која предизвикува особен интерес. Како кај пошироката, така и во стручната јавност, што ни се случува, дали не се случувало порано и дали ќе ни се случува понатака. Во секој случај семејното насилство го имало, го има и ќе го има. За жал, не можеме да дефинитивно го отстраниме од нашите семејства, меѓутоа во секој случај сметаме дека можеме да го намалиме. Така. Основачот на Мегаши, кој веќе 19 години успешно ја менаџира првата детска амбасада, магистар Драги Змијанац, кога се слушавме по телефон ми кажавте да дојдам во жолтата куќа. Малку несреќен термин, зашто не асоцира на Косово, продажба на органи. Но кога влегов во жолтата куќа, видов еден таков амбиент кој буквално метафорично ме асоцираше на деца, на едно детско царство, со едни многу убави моменти од детската креативност, на секаде слики, предмети од децата, на вистина уметничкиот дојам е поголем и да отидеш во Лувр и да застанеш пред сликата на Леонардо да Винчи, Мона Лиза, која е блендирана. Уживате во детскиот свет. Дали имаме право како возрастни да им го скратиме детството? Добра метафора. Значи, ние сме како децата. Еве 19 години кажавте, би рекол условно веќе сме полнолетни, ама тешко ни е да пораснеме затоа што има многу неправди кои се случуваат. Катадневно ги доживуваме и некогаш реагираме, некогаш сме немокни, некогаш апелираме, некогаш бараме одговорност, некогаш бараме сочувство, емпатија, поддршка, не секогаш идеме на разбирање, посебно од оние кои мислам дека најмногу треба да водат сметка и грижа, а тоа се родителите, училиштето, центрите за социјална работа и сите државни институции кои се заветиле дека ќе работат во најдобар интерес на детето. Так, значи, и кога ќе забележиме дека не е така, ние реагираме. Значи треба тимска работа. Мултидисциплинарен пристап со точни, конкретни задолженија, одговорности и мислам дека околу одговорноста треба исто да поразговараме затоа што многу неправди кои се случуваат поминуваат така затоа што не се бара отчети одговорност, а нештата се повторуваат. Јас во емисијата ќе говорам и така кога не се бара одговорност, нештата се повторуваат, можеме да очекуваме следен сличен или по-трагичен настан во скора иднина. Вечера со нас е и психологот од Средното училиште Димитар Влахов, Марика Станимировиќ. Колешке драго, пуштено ве молам, од преска ве гледам сте се згрчиле. Тимска работа. Недостасува ли тимската работа во училиштата? Видете, тимската работа постои. Имаме соработка меѓу класните раководители, педагогот, психологот. Кои се понедисциплинирани, родителите или учениците? За жал, родителите. За жал, родителите. Имаме родители кои се грижат, постојано се во училиштето, се интересираат за децата, меѓутоа, за жал, ќе кажам, имаме родители и после повеќе пати поканети со писмо и лично во разговор по телефон, не наоѓаат време да дојдат во училиште. Не се виновни децата, родителите.
Со нас е адвокатот Панче Евтимов, значи еве да видиме во една адвокатска канцеларија што случува. Големиот Оноре де Балзак, благодарение на својата адвокатска кариера, напиша брилјантни дела, познавајќи ги карактерите на личностите, препознавајќи ги. Во една адвокатска канцеларија се случуваат многу ситуации и разврски, судски спорови. Етиката на адвокатот е секогаш... Етиката на адвокатот може да придонесе само странката, учесникот во судската постапка, да добие правна помош каква што заслужува и каква му следува по закон. Често клиентите кои доаѓаат со проблеми од семејно насилство или евентуално од неверство и слично при развод на брак, доаѓаат со желба да му причинат болка на другиот партнер. Етиката на адвокатот е да му објасни на клиентот, да го сведе на реалните рамки, тоа што треба да добие како правна помош, за да заврши една тешка, да кажеме, и травматична состојба која се случува. За жал, кај адвокатите и пред судот доаѓа финишот. Една травма трае, не почнува со еден ден и со една минута, вообичаено е подолг период, години, така да најтешко е и тогаш да се работи со странките. Но и ви имате полни раце работа, се повеќе. И разводите и насилствата се во експанзија, за жал. Разводите од секогаш ги имало, разводите од секогаш и ќе ги има. Тие постојат различни причини за развод. Најчести и најстари се нормално неверството и насилството. Проблемот кај насилството е во денешно време што се јавува често, што се јавува социјални средини во кои не очекуваме да го најдеме, што е брутално, нетипично, што се одразува болно, нормално секогаш најболно се одражува на децата, така, но и на брачните другари. Како и да е. Но децата се секогаш жртви на родителите, никош родител не може да биде жртва на децата. На моје задоволство огромно студентите од социјална работа, драги студенти, ова мислам таргет тема за вас, ке имате динамична дискусија една, можете да објасните каков е вашиот факултет? Социјална работа, социологија, некош имат врска, немаат врска? Може некој да ми објасни? Повели? Добар вечер, јас сум Николина Николовска од Институтот социјална работа и социјална политика, одсек социјална политика. Пред се, значи да кажам дека нашиот институт, значи ние како студенти на 4-та година сме последната генерација каде што се делиме на социјална работа и социјална политика. Социјалната работа, значи, представува инструмент на социјалната политика, каде што имплементира таа социјална политика, а социјалната политика представува креирање на разни политики. Значи, социјална политика опфаќа здравствена, образовна, социјално осигурување, социјална заштита и така натака. Значи, поширока област. Одлично, ќе ве приложам на професорката Светлана за пиар на факултетот, да го презентирате. Благодарам. И сега одиме со едукативниот дел, да ги слушнеме нашиот докторски тим, професор Арсова и професор Вујовиќ, што велат за некрофилија, нимфоманија, невротичен избор на партнер, неверство, прилог 1. Нимфоманија е термин кој што означува екстремно зголемена потреба за влегување во сексуални односи кај жените или зголемен сексуален нагон. Може да биде привремен, односно преоден, да се јави кај жените во периодот на касна адолесценција или рана возрастна доба. Може да биде како изолирана појава или може да биде во склоп на некои сериозни душевни расстройства. Кога се јавува како изолирана појава, може да биде израз, често пати кај жените е израз на зголемена потреба за добивање љубов од страна на машкиот партнер, чувство на немање доволно љубов, создавање на пасивно зависнички односи со мажите, повлегувањето во сексуалните контакти на некој начин ја го зголемува чувството на приврзаност кон мажите, или пак може да биде во склоп на, како што реков, на некои други душевни расстройства. Некрофилијата пак е пореметување кое означува пореметување на сексуалната преференца, при што извор на сексуално задоволство или сексуален објект не се живи луѓе, туку се мртви тела, мртви корпуси, и овие луѓе доживуваат сексуално задоволство само при сексуален контакт со мртви тела, со лешеви.
најчесто ги наоѓаат во мртовечници, или пак откупуваат гробови, а екстремниот облик е влегување во убиства, значи доаѓање до сексуални објекти со убивање на живи луѓе и подоснежно општање со истите. Неверство. Јас многу пати знам да кажам дека неверството не е само интимна блискост, што во потесен смисол на зборот често пати луѓето го подразбираат, него во оној момент кога ќе помислиме на некој друг, на некоја друга, во оној момент кога тука некаде во нашите мисли ќе се јави чувството кое може да биде минливо, менливо, неверството е тогаш може би многу поголемо отколку неверство со партнер со кој ќе се помине една или две вечери. Јас затоа викам и често пати го повторувам тоа, дали сексуалните комерцијални работнички прават неверство. Значи, неверството се случува во нашата душа, се случува во нашите размислувања и неверството многу пати завршува како една идеализирана асексуална врска. Значи, не мора секогаш да биде врзано со интимен чин. Што е несрекна, што е срекна љубов? Поимањето воопшто на среќата и на несреќата. Викат кога сите луѓе, кога би можело, нели, секој да добие подеднакво право на среќа. Нели, со раѓањето кога сите би добиле подеднакво среќа, кога би имало нека таква можност, сите не би биле подеднакво срекни. Несрекната љубов имаме чувство кога гледајќи филмови. Значи гледајќи филмови во кои се тежне кон таа несрекна ljubов. Имајќи дел од филмовите одат кон оној happy end, нели, кај што љубовта после многу сцили харидби ќе стигне до среќата. Но поимањето на несрекната љубов зависи од поединецот, зависи од парот, зависи од околината. Значи, што е среќа и што е несреќа е многу индивидуална работа. Нели? Секој минува низ фазата на несрекна љубов, секој минува низ фазата на срекна љубов и можеме да кажеме дека тоа е нешто многу релативно и некогаш и несрекната љубов знае во себе да носи една доза, да биде потикнувачка, да делува стимулативно, па да има една доза да делува како афродизијака, ред солзи, ред бакнежи, ред ветувања, ред простувања, ред казнувања и тоа е све несрекна љубов која тежне повторно да стане стрекна. Нарцисоидноста во мали дози и во умерени дози е нешто што е многу здраво, да се сакаш себе си. Ако се сакаш себе си, ќе бидеш сакан и од другите. Ако се почитуваш себе си, значи нарцисоидноста, но ако нарцисоидноста е во еден екстремен облик во кој постои, нели, преокупација со себе, преокупација со својата телесност, преокупација со својот душевен живот, емоционален живот, ако се наметнувате со себе и не ги перцепирате другите, тогаш нарцисоидноста знае да смете. И воопшто нарцисоидниот човек многу тешко доживува задоволство, затоа што за време на интимноста тој не го перцепира партнерот, него го перцепира својот изглед, се перцепира себе си. Тоа е таа нарцисоидна компонента. Нарцисоидните родители тешко функционираат во родителската улога. Нарцисоидните структури на личности тешко функционираат во партнерската улога. Но малата доза на нарцисоидност треба да биде присутна. Да се сакам, да се почитувам себе си, да се вреднувам себе си и на тој начин, нели, да ги презентирам сите своји позитивни особености кои би сакал да бидат вреднувани од другите.